Најголемиот дел од прашањата од спорот за името се решени. Остануваат уште името за меѓународна употреба и опсегот на употреба на името, изјави премиерот Зоран Заев на денешниот брифинг со вице-премиерите Радмила Шекеринска и Бујар Османи. Според премиерот, постигнат е напредок за најголемиот дел од прашањата и, како што рече, тоа му дава право да верува дека има исчекор, но и тоа што е решено, како што додаде, може да се смета дека е договорено само ако има конечен договор. Би кажал само дека не е решен опсегот и не е решено конечно името за меѓународна употреба. Многу сме блиску, кое што би требало да биде и потврдено во делот на идентитетот и во делот на националити и на јазикот. Значи, поприлично мислам дека сме пред решение за овие прашања. Во однос на грчките забелешки за идентизам, Заев смета дека треба да се изнајдат формулации дека немаме територијални претензии, дека немаме намера да ја повредиме границата што не разграничува и дека немаме намера да се мешаме во наследството на Грција, истовремено и тие во нашето наследство. Тој потврди дека референдум за името ќе има, а прашањето е дали ќе биде веднаш по евентуалниот договор со Грција или пред самиот влез на Македонија во НАТО или во Европската Унија. За опсегот на употребата и грчкото барање за ерга омнес, Заев рече дека грчката страна бара тоа да се свати и за домашна употреба, што е нов момент во преговорите. Според македонскиот премиер, Македонија е на став дека договореното име треба да биде само за меѓународна употреба, без промена на уставот, затоа што домашната употреба на името, како што потенцираше Заев, нема никакво влијание врз Грција. За прашањето за идентитетот, Заев рече дека Грција има разбирање бидејќи станува збор за лично чувство и определба и не алудира на промена. Нас не боли нашето чувство кој сме. И тоа мора да го сочуваме. И нас не боли дали ќе бидеме достоинствен и еднаков партнер или ќе бидеме обезчестен, омаловажен, со помалку достоинствен партнер. Тоа е важно. И јас сум среќен што грчката страна води грижа за тоа. Прашањето на државјанството, додаде Заев, ќе биде решено согласно новото име. Националите е државјанство или citizenship, како да го дефинираме. Во Република Македонија знаете дека имаме граѓани на Република Македонија од повеќе етнички заедници и државјанството е согласно новото име кое што ќе биде за меѓународна употреба кроз веројатно Маседонија. Значи би било веројатно граѓани на Северна, Горна, Вардарска или слично. Тоа што ќе го одлучиме кроз Маседонија, веројатно. Вице-премиерката Радмила Шекеринска на новинарско прашање дали Македонија има план Б ако пропаднат актуелните преговори со Грција или за некаков тип партнерство со НАТО и Европската Унија од типот на она на Шведска, категорично одговори дека фокусот е на план А. Во овој период сме фокусирани на планот А тоа е наоѓање на решение и наоѓање на шанса да ги почнеме преговорите со Европската Унија и да обезбедиме покана за НАТО. Сметаме дека во оваа фаза дискусии на тема план Б можат да испратат погрешната порака дека Македонија е спремна да се задоволи и со нешто друго. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи рече дека сите фактори во земјата се детално информирани за се во врска со преговорите за името. Сите релевантни фактори во Македонија се информирани за најосетливите делови од преговорите. И председателот Иванов и лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски. Не сме за референдум, а тоа и му го кажавме на премиерот, бидејќи има опасност тоа прашање да се злоупотреби за дневно политички цели, да има странски влијание врз него и тој референдум да предизвика референдуми во Грција, кој пак дополнително може да предизвика компликации, рече Османи. Референдум ќе има, рече премиерот Заев, и додаде дека би сакал тој да биде организиран од сите партии заедно, бидејќи народот последен одлучува.